во некој жаргон кажано метод на жив збор. Тоа е метод во кој што преку зборување, преку говорење, се обидуваме да влијаеме врз тој процес на учење да биде оптимален или најефикасен, вака наједноставно кажем. Може би сега како помошен метод некој би го класифицирал, но сепак мислам дека не е само во функција на давање на инструкции овој метод или на давање на насоки како да се изведуваат одредени активности. Нормално дека го користиме ние во процес на обука на терен и во започнувањето на самата активност и во креацијата на содржините на самите часови по инструктажа и така натаму. Но го користиме и во еден друг домен, а тоа е доменот на давање на повратни информации или така наречени фидбек информации кои што му даваат дополнителна вредност на изведувањето од страна на студентот и му асоцираат дали успешно или неуспешно изведувал одреден елемент. Значи, не само во делот на инструкции, туку овој метод на вербална комуникација го користиме пред се и како една алатка преку која што укажуваме на одредени корекции, како да се подобри изведбата и така натаму. Сега во тој контекст, малку да не биде суопарно сето ова, е едно видео малце да се поврземе со скијањево, поврзано на некој начин и со овие дигитални алатки кои што се актуелни во последно време во инструктажата, посебно во како помошни алатки за инструктажа во скијачките спортови или во снежните спортови, па е ова еден од тие, така да речеме, промотори на инструкторското скијање, се вика Том Гели и промовира еден апарат кој што нешто минатата година ви кажував за тие дигитални алатки, се вика овој Карф. Тоа е една платформа под стопалото се става и дава повратна информација за тоа што се случува додека се изведува самото движење. Има вакви и други, кажавме минатата година снежни колачиња, едните се вика Snow Cookie и некои други. Но чисто е сега ова да го видиме, кратко видео е, па ќе подискутираме после на тематиката вербална комуникација, односно жив збор. Ја опушта на full screen. Hi, this is Tom Gelly. I'm an Alpine Level 4 ski instructor, and today I'm skiing with Carve's outside-inside pressure monitor. So Carve, through my AirPods here, is going to tell me directly after each turn how much pressure I had on my outside ski. So it's going to give me a number like 70 or 80, and so I can use that to then adjust for the next turn more or less pressure depending on the snow type. So let's get it out, turn it on, and I'll give you an experience of what it's like to have Carve talk to me about my outside pressure. Here we go. This monitor reads out your outside-inside pressure ratio. 77, 72, 77. Wow, consistent on those two. Now it's starting to get some 80s. 67. So I'm going to start playing with a little bit more inside. 77. There we go, 63, 69. 69. So as soon as I started letting pressure drop to that inside ski, that number starts dropping. So this is really cool because your outside ski pressure is something that's going to change all the time depending on the kind of snow conditions, hard to soft, right? So I can use it here to, you know, with that direct feedback, getting 70s, what happens, like down here, if I start trying to get more pressure to the outside ski? And all I'm going to do is basically take weight off the inside one to do that. So let's see what happens and how it feels when I direct more outside ski pressure. 73, 83, 76. There we go, higher 80s. That feels better too. When I start getting some more pressure on the outside. 82. So I'm definitely being a little bit lazy if I don't
77, 86, 78. There we go, so some 80s. So that's awesome because the turns where I felt that was really good and I was getting like a higher number, like 86, I can lock that feeling in. It's like, yeah, 86% to the outside. That felt really good. A lot of energy out of the turn, a lot of grip, really fun. So I really like this mode. In terms of having your own coach give you feedback on the fly, it's about as good as it gets. So I'm off to practice this really crucial skill a little bit more because it looks like I need to work on it. Значи, вака сега ќе се вратиме назад. Дали може кратко само Ико Кире овдека? Имаме една, значи правоаголник се гледа на десната страна од твојата презентација, веројатно е тоа поради тоа што ти гледаш така, таму ти е твоето вју. Ако сметате дека е окей да продолжиме, ако не да пробаме ова да го отклониме. Извини, само кратко интермецо и Па чисто дека ја ве гледам гледам баш кај што е курсорот, да знаеш, таму има еден правоаголник кој што ние не го гледаме, чисто да имаш како фидбек, нели? Ако не ви смета, ќе го оставиме. Не, мислам никако. Океј, се извинувам, ајде. Нема проблем. Значи, сега вака, ова видео, веројатно може и сте гледале вакви ситуации и предходно. Објаснувам јас некако го поврзувам со овој метод на вербална комуникација. Сега, самиве алатки, дигитални, овозможуваат на некој начин, ете и самиот презентер овдека тоа го кажува, дека во самата изведба или при самото изведување на одредено движење, добива повратна информација. Сега ова е технологија која што во минатото имале само најсовремени, не знам, репрезентации, најсовремена техника имало само во некои најбогати репрезентации. Сега тоа може да се купи за околу $350 и така натаму се тие алатки кои што секој од нас може да ги користи. И самиот презентер потенцира дека дури и на некој начин го заменува, вика, вашиот коуч или тренер. Никогаш нема да се замени инструкторот преку користењето на ваквите дигитални алатки, но во контекст на тоа дека повратната информација, во случајов тоа е вербална повратна информација, која што преку телефонот, апликацијата, слушалките му доаѓа во моментот на изведба, има извонредно позитивно значење врз изведбата понатамошна на одредено движење. Ако сега овдека во некоја, да кажеме, организација или фирма, сега што го измислила овој апарат, се вклучиле тука и биомеханичари, се вклучиле и експерти, се вклучиле бивши такмичари од скијање и така, сите констатирале што е тоа што треба да се детектира како правилно, што е тоа што треба да се утврди дека е во ред. Самата дигитална алатка повратно му враќа информација дека тука малце грешиш, треба да се коригираш. Го приметивте дека на крајот самиот презентер си вика, тоа чувство што го осетив кога стиснав, сега беше ова конкретно за некоја, да речеме, можност од алатка, од апаратчево кое што дава информација за тоа колку притисок правиме со надворешната скија. И кога го почувствував тоа чувство дека правам доволно притисок или голема тежина и префрлувам на надворешната скија, тоа вика ќе го запамтам, ќе го меморирам и ќе го барам и во следните движења тоа чувство. Таа повратна информација е многу битна, вербална. Ние сега вакви алатки може би дали ќе успееме во блиска иднина да ги инкорпорираме во нашата инструктажа тука во Македонија. Дај Боже така да се развиеме како држава и како општество и финансиски да се подигнеме на едно повисоко ниво, секако ќе бидат корисни, но во контекст на тоа дека инструкторот преку својата експертиза, преку своите, да речеме, знаења
од областа на скијањето, треба да ги воочи во процесот на изведба на одредени движења, недостатоците на скијачот и да може да му ги каже преку зборови, со жив збор. Дали тоа ќе биде во моментот на изведба или после завршувањето на одредена изведба, тоа е сега предмет за дискусија на некое понатамошно предавање и секако зависи од нивото на експертиза на самиот скијач. Во секој случај не би се практикувало, значи, да се пребукира со информација еден почетник скијач од тој тип и цело време да му се вербално потенцира што треба да се направи. Тука треба секојаш со одредено внимание да се пристапи. Нешто мислам дека спомнавме одреден дел и нешто дека ќе ви остане во сеќавање од аспект на методот на вербална комуникација. Втор метод ние вака во спортски науки кој што сметаме дека е неминовно потребен да се користи е методот на демонстрација. Метод на демонстрација подразбира дека треба, за да може процесот на обука да почне, тој што ќе вежба да стекне визуелна представа за тоа што треба да изведе. Тоа сега како ќе го стекне, дали преку демонстрација од страна на инструкторот или преку приказ на некој видеоматеријал кој што гледаме новиве технологии го овозможуваат, сега исто предмет за анализа во перспектива, но секако улогата на експертизата на самиот инструктор, односно на неговите способности за демонстрација, мора да бидат на едно соодветно ниво, за да може лично тоа е најдобриот момент и најдобрата, да речеме, опција, кога самиот инструктор ќе биде во можност на еден извонреден, квалитетен и, да кажеме, оптимален начин да го демонстрира тоа што треба да се изведе. Сега тука имаме некои моменти кои што се однесуваат на тоа колку еден инструктор е обучен да го пренесе тоа што го познава, да го изведе. Сега може би вака малце би се чини тоа дека е прекомплицирано, ова што ви го кажам, пресложено, но постои одредена ситуација во која што тој што го научил одредено движење, едноставно не може да го пренесе. Не знае како да го пренесе тоа што знае да го изведе. Ќе видите сега во следните слайдови една шема, за која што на минатиот семинар нешто ја отворивме, а сега сакам малце пака поконкретно да ви ја испрезентирам, а се однесува всушност и на тој процес на практично вежбање, односно тој процес на обучување во кој што уште на почеток нотиравме дека преку зборување, преку гледање, преку визуализација и така натаму не се учи. Се учи само доколку ученикот се вклучи ефективно во процесот на учење преку така наречено искуствено учење или experiential learning би рекле. Значи, во процесот на обука или во процесот на стигнување од почетно до крајно ниво се поминуваат некои фази од тој процес. Ние сега можеме да кажеме дека во крајното ниво треба да се постигне едно ниво на автоматизација, тоа мислам ви е општо познато и претходно го дискутиравме, во која што фаза ќе можеме да кажеме дека движењето го изведуваме по автоматизам без некои посебни учества на свеста и така натаму, но за да стигнеме до тој степен на автоматизација, ние треба да поминеме одреден пат од
перцепција, визуализација на тоа што треба да се работи, па преку некој процес на практично вежбање во кој што ќе се поминат одредени фази, да стигнеме до некој процес на автоматизација. И сега овака, отприлика се тие 4 некои фази на компетентност кои што секој од нас би ги поминал во тој процес на учење, а првата би била таа фаза на несвесна некомпетентност. Од аспект на компетентност едната, да речеме, координата, а другата од аспект на свесност. Прво, број 1, вие некоја фаза на несвесна некомпетентност. Тоа го кажавме и на минатото предавање, би било ситуација во која што некој нема представа колку не знае. Една табула раза која што не знае никаде е падината, што се врвови, што се опашки на скиите и така натаму. Изгубен е во просторот и не знае што треба да реализира, и во оваа фаза се наоѓа еден апсолутен почетник кој што прв пат ќе застане на ски. За да може да започне процесот на учење, треба полека од оваа фаза на несвесна некомпетентност да се помине во фазата на свесна некомпетентност, во која што ќе почне веќе да распознава тој што е ученикот, што треба, а што не треба да се изведува во одредена техника или во одреден лик скијачки во конкретниот случај. Значи, веќе почнува да биде свесен за тоа колку е некомпетентен во своите изведби, за да во третото ниво почне да станува свесно компетентен за тоа колку и што треба да изведе во одреден елемент. Значи, веќе почнува, ако земеме сега да поврзиме нешто со претходното видео, ако ги повториме овие фундаменти во скијањето, сега малце јас зборувам повеќе за скијање, може има и од сноуборд, сега некој тука присутен, но мислам дека се слични тие базични принципи. Еден, рековме, од тие базични фундаменти во скијањето е и моментот на притисок, зашто беше всушност и претходното видео. И сега, ако земеме дека треба изведувачот да биде свесен дека поголем број од притисокот е, како што вика Том Гели, над 80% треба да ја оптеретам надворешната скија, за да го почувствувам тој карвинг завој и така натаму, веќе ќе почне да размислува на таа тема, не ќе биде само, да кажеме, механички извршител на одредено движење или повторувач на некој пред него, што изведува правилно, туку ќе почне да размислува што треба да се изведе во одредена фаза од завојот и така натаму. Значи, многу битен момент е третото ниво. Ќе се навратиме малце покасно на некој следен слайд повторно на тоа, за да во некоја следна фаза, од кога ќе се, да речеме, усоврши до степен да веќе не треба да се користи свеста, доаѓа до токав степен на автоматизација или на усовршеност на изведбата на одредено движење, што веќе се спуштаат тие нивоа на управување од кората на големиот мозок или од највисоките нивоа на управување на некои по-ниски, ги викаме субкортикални нивоа на управување, па нешто зборувавме минатиот пат, до ниво на рефлекси, кога веќе не размислува што изведува, туку правилно ги изведува движењата. Сега, да ви поврзам со тоа што беше поента на почетокот, дали може некој што извонредно ги изведува движењата, односно е во оваа највисока фаза на несвесна компетентност, да не знае да го пренесе тоа. Што мислите? Да не биде само моја, да речеме, перцепција. Дали мислите дека е тоа возможно? Сака некој да искоментира? Сега не ве слушам, но слободно.
дали еден врвен скијач, ако зборуваме за скијање, може би да не е компетентен да го пренесе тоа на некој друг. Што мисли? Еве, ако може јас, Владимир... Ако слободно, било кој. Да, предпоставувам дека е возможно, заради тоа што покрај тоа што треба да имаш вештини, треба да имаш и способност тие вештини да ги искажеш преку зборови, значи да му ги пренесеш на другиот. Предпоставувам дека ако немаш таква вештина, дека ќе биде тешко да те разберат или нема да те разберат на тие кои што пренесуваш. Добро, во тој контекст има нешто, но повеќе ми е поентата дали самиот изведувач не е свесен за тоа што изведува всушност. Во таа насока нешто е врзано, мислам поврзано и со ова, благодарам за коментарот, ама еве поврзано и со ова следно што ќе го видиме. Ова е сега тој класичниот пат на учење кој што го кажавме првиот. Постои еден друг пат во кој што можеме ние со некои алатки кои што може да бидат да кажеме висока експертиза на инструкторот, значи големо ниво на познавање на областа, да го доведе скијачот кој што има потенцијали пред себе, моторички, координацијски, интелектуални, како сакаме да кажеме, со афинитети кон одредена активност, да го прерипа овој цел круг, да не оди од фаза на свесна некомпетентност, па во свесна компетентност, па да дојде во некоја фаза на автоматизација, туку преку некои содржини, сега изборав минатиот пат на постојат сега некои алатки во тој процес на учење кои што не пратат одредена шема или одреден систем на начин на поставување на вежбите, туку се базира на ограничувања. Може преку одредени ограничувања и добра инструктажа и познавање на областа да се доведе некој директно во фаза на автоматизација. Сега што во ваков случај? Ова се случува често, например, и кај врвни скијачи кои што поминале процес на учење во некоја многу рана возраст од животот и сега дошле у фаза на експертиза до тој степен што они веќе не се навраќаат назад на нешто што поминале. Го заборавиле, едноставно тоа било многу далеку во минатото и они се сконцентрирани на својата несвесна компетентност во моментот и вие ако се обидете од нив да побарате некој методски пристап кој што ќе овозможи квалитетна обука, нема да го добиете, бидејќи нема да се навратат во оваа фаза. А сега, за да се случи тоа, ние вака ова го издефиниравме и вака мислам дека е убаво и сликовито прикажано да остане како сеќавање. Тоа е моментот дека во тој процес на учење, без разлика дали сме го поминале класичниот пат или алтернативниот пат, ние секогаш како обучувачи, како идни инструктори, како некои кои што сакаат да пренесуваат знаење, не смееме да останеме на ниво на несвесна компетентност, на ниво на автоматизација на одредено движење, на ниво на познавање на техниката и да мислиме дека само со тоа сме доволно добри инструктори, туку секогаш треба да се вратиме во тројката, во фазата на свесна компетентност, во која што точно ќе почнеме да размислуваме како обучувачи што треба да се изведува, кои фундаменти, што значат, како да се достигне таа, да речеме, некоја оптимална изведба и така натаму. Мислам дека тоа е овака нешто што успеав да сублимирам како некое, да кажеме, видување од досегашниве некои обзервации на оваа тематика во процес на фази на учење, што мислам дека ќе ви користи во вашата професионална работа.
Сега тука можеме да продолжиме да зборуваме за одредени методи и принципи во наставниот процес генерално кои што влијаат или кои што го подобруваат изведувањето на одредени ликови елементи, да кажеме во скијањето. Ние како база во спортските науки викаме дека принципите или начелата ни се всушност алатки преку кои што на некој начин ја постигнуваме целта. Сакаме да постигнеме некој оптимален пат, секогаш бараме некој оптимален пат преку кој што би го воделе самиот ученик, па тука имаме принципи од аспект на постапност и систематичност. Нешто во тој контекст би можеле да кажеме, секогаш треба да се тргне од нешто што е познато, од нешто што е поедноставно, од нешто што е полесно, да се прилагодат содржините на индивидуалните можности на самиот изведувач, на самиот ученик. Значи, имаме принцип кој што се нарекува достапност и индивидуализација. Не можете вие да му даете на некој ученик несоодветна за неговите моторички капацитети, за неговите претходни предзнаења, за неговите физички карактеристики, одредена вежба која што ќе го демотивира или која што ќе биде претешка. Во тој контекст нешто можеме тука да кажеме дека секогаш треба да се внимава и на безбедноста. Па имаме од аспект на вакви принципи здравствено-воспитна насоченост како некој принцип во кој што треба секогаш пред се да се внимава на здравјето, да се внимава и на индивидуалните и воспитни моменти во тој процес на учење, да не се навредуваат на некој начин, да се промовираат позитивни карактеристики на однесување и така натаму. Од аспект на други принципи можеме да кажеме трајност, имаме еден принцип, секогаш се стремиме тоа што ќе го научиме да го задржиме како една трајна навика во контекст на предходното кажеме принцип друг на сестраност. Не смееме или не би требало да се ориентираме само на поединечна, да речеме, компетентност во одредена изведба, туку што е можно пошироко да го обучуваме нашиот ученик во различни домени, затоа што никогаш нема да има идентична стаза по која што ќе го изведува тој лик. Ќе се изведуваат некогаш на пострмен терен, ќе биде различна структурата, текстурата на снегот, на подлогата и така натаму. Сето тоа ќе влијае на како идентичен елемент или идентичен скијачки лик ќе се изведува. Ние имавме минатата година во втората група. Некој ми коментира нешто, ама ако не е за наглас. Не, микрофоните прибираат се што од дома, па јас би ги замолил. Не е проблем. Јас гледам да бидат сите. Ако некој сака слободно да коментира нешто од ова што го зборувам, нека ме прекине. Не е проблем било што. Или ви сакате да додаете нешто, да прашате слободно. Во тој аспект, да, но ова беше веројатно нешто друго беше. Домашна атмосфера, сега тоа е тоа. Тоа се моменталните услови. Не е страшно. Значи, принципи имаме такви, начела кои што еден обучувач или еден инструктор би требало да ги користи во својата работа и многу ќе му ја олесна таа негова професионална работа. Како еден од тие принципи и принцип на очигледност, например, во контекст на тоа што претходно го кажувавме, како повратна информација вербална. Ние сега можеме да имаме и повратна информација визуелна. Сега си викате,
таков апарат ако измислиле у моментов, да има дека скијам, јас да можам визуелно да правам перцепција како го изведувам ликот. И со професорот Јован Јовановски, не знам дали е тука вечерва, не со нас пристојама, го поздравуваме и него, нели? Ова го дискутираме некогаш. Например, моје некое лично искуство, ќе кажам, од така почетоци некој на скијање, дете уште во средна школа, средно физкултурно и така, некои анализи вака која се враќам назад, многу сум сакал да скијам, да си ја гледам својата сенка. Значи, сонцето да ме фати од некоја позиција во која што ќе ја гледам сенката пред себе. И сега, например, во момент на изведба можеш преку некоја визуелна повратна информација да си коригираш како ја поставуваш, да речеме, главата, рацете, нозите и така. Сега за ова не треба, не знам, никаква дигитална алатка, само треба некоја позиција добре да се најде и за да можеш да си ја гледаш својата сенка. Сигурно ќе измислат нешто и во тој контекст на во самиот момент на изведба да можеш повратна информација визуелно сега да добиеш. Тоа е сигурно нешто посложено, ама и тоа ќе дојде. А сега дека визуализацијата или очигледноста како метод ќе го користите вие, сигурно преку видео анализи на вашите ученици. Вие сигурно и сега и сами си правите видео анализа, што е на некој начин такво едно начало во тој процес на обука кој што многу се користи. Нема ни еден врвен светски скијач што не прави видео анализа на сам терен, додека ја поминува одма капијата, го застануваат со таблети, со камери и им покажуваат одма. Затоа што една информацијата што ќе се добие, како да речеме, што е можно побрзо во момент на изведба би било оптимално, во скијање тоа е пресложено за да се направат некои корекции од пософистициран тип во изведбена техника. Може нешто во позиционирање на ставот, што ви кажувам преку сенката, пратење и така натаму. Но еве, ако отворите видео материјали, нешто од тренинзи на шифрирање на останати, ќе видите дека на сам терен ги застанува тренерот и им ја покажува сега видео снимката од некоја секвенца. Во тој период на кратка меморија, тоа се вика short term memory, да може да перцепира што е тоа што сгрешил или што е тоа што го направил позитивно, за да може во некоја следна фаза да го изведе. Затоа јас од моето искуство како инструктор, како обучувач со студенти на факултетот, најповеќе го користам тоа многу често. Правиме видео снимки, анализа, некогаш, ако можеме и на терен, ако ни дозволуваат некои технички услови, би било оптимално и мислам дека и вие во иднина ќе ги користите тие алатки. И сам доволна ова вака од прилика што го сублимиравме, сега вие нема да добиете сигурно некои тестови, прашања, детали од се тоа што го кажавме да ви бараме од вас, но да знаете, еве, општо дека постојат одредени наставни методи кои што спаѓаат во групата на така наречени општи методи во спортот или во спортските науки. Уште еднаш ќе ги повториме: метод на вербална комуникација, метод на демонстрација, метод на практично вежбање. И постојат некои принципи, начела преку кои што се остваруваат, нели, тие цели во процесот на обучување, како што се принцип на достапност и индивидуализација, го спомнавме, принцип на постапност и систематичност, принцип на сестраност, принцип на трајност, принцип на очигледност, принцип на здравствена насоченост. Значи, тоа е тоа што се однесува на принципи и методи. И сега нешто сакав кратко. Начнавме една тематика која што рековме дека се вика безбедност. Битно е многу во процес на обука да се створат услови во кои што обучувачот ќе обезбеди таква средина во која што ученикот ќе се чувствува безбеден.
Нормално, ако нема забава, ако нема интерес, ако нема интеракција позитивна помеѓу учителот и ученикот, ќе биде тој процес на учење осуден на некој, да речеме, не толку оптимален час или обука. И сега, ако се вратиме минатиот пат изборував на таа тематика, дека некоја дефиниција, ако ја дефинираме дека учењето е некое трајно или блиско до трајно променување или промена во однесувањето и разбирањето, тогаш ние сега за да го постигнеме тоа како учители, како обучувачи, ќе треба да оформиме такви безбедни услови во кои што ученикот нема да чувствува прво грижа за своето здравје, а вие од аспект на одговорни организатори на тој процес ќе се заштитите себе си дека сте ги примениле сите тие, да речеме, дидактички мерки за безбедност. Не ова во контекст на ќе имате сигурно, имавте и други предавања за безбедност на планина и така натаму, ова е повеќе во контекст на организација на процесот. Сега кратко ќе ви кажам некои теоретски се, ама се корисни работи. Едната мерка ја викаме ред и дисциплина. Сега викате, што е сега сложено нешто, тоа ред и дисциплина во денешно време, па не треба тоа толку, треба да се остави малку слобода. Не. Во процесот на обука не треба да има ригидност сега и некоја строга контрола, па не знам, војнички режими, но мора да се створи некој ред во однесувањето, од аспект како водите група, дека не може да се кој кај сака да застанува кога го објаснувате елементот, секојаш се оди позади првиот и така натаму. Во тој процес на застанување, кога се објаснува, има ризични ситуации во скијањето кои што може да дефинираат или да предизвикаат одредени немили ситуации. Инструкторот мора да има таква една алатка пред себе секојаш во глава, во која што ќе ги даде тие насоки, уште на самиот почеток, без разлика дали се тоа мали возрастни или сениори. Самите ученици мора да се дадат тие насоки. Сега не знам со времето дали имаме некој лимит, јас прилика 1 час, како што ми е кажано. Не, немаме лимит, окей сме, да. Да. Додека има интерес, мислам ќе го привршиме тоа што имаме да го кажеме. Значи, друга мерка би била од аспект на безбедност, асистенција или чување и помагање во процес на учење. Сега може обратно и кажам по некој редослед, кој што ние во област на спортски науки ги учиме генерално, ама сега некако да ги поврзам со скијањето се обидувам. Значи, од аспект на асистенција или чување и помагање мора да има таква мерка. Сега може би не во контекст дека во текот на самата изведба нешто ќе му помагаме, ќе го потикнуваме вежбачот со наш физички контакт да го обезбедиме, но еве ако земеме во контекст на тоа дека вие како водич на колона една од неколку ученици кои што ги обучувате, ја го диктирате темпото на движење на таа група на ученици. Значи, самиот обучувач треба да искреира таква патека на движење во која што ќе ги заштити, па имаме ситуација во која што и инверзно се враќа наназад во некоја позиција во која што ќе го успори тој што е пред него и така натаму. Значи, мора да има ситуација во која што ќе имате апсолутна контрола над безбедноста од аспект на тој момент на чување или асистенција во самата изведба. Имаме некои изведби кои што овозможуваат и таква физичка асистенција, посебно во тие почетни фази, за да ги осетат одредени движења и така натаму. Сега јас нема толку да зборувам и нема време во едно предавање да се зборува за патиштата, како да се
пристапи во тој процес на обучување, што би значило некој оптимален пат од аспект на избор на вежби, од аспект на избор на систем на вежби, еве ќе го кажеме тоа. Во некои следни предавања може и на таа тематика да се навратиме, што мислам ќе биде интересно. Минатиот пат зборувавме нешто за тој пристап во кој што ние како Македонска школа за ски инструктори протажираме да го користиме, во кој што одиме преку плужните техники или преку клинестите, како сакаме да ги дефинираме, да дојдеме до некои паралелни техники. Има професионалната ски инструктор асоциација на Америка и минатите предавања, тоа мислам го има на еден слайд, ќе си го видите ако сакате. Во исто време промовира и друг пат во кој што директно без плужни техники се преминува од почетно ниво директно на паралелни техники на скијање и нормално некој хибриден среден начин во кој што се комбинираат тие два пристапа. Генерално плужните техники ние ги промовираме пред се и од безбедносен аспект и од аспект на квалитет во изведбите. Ако сака некој да коментира слободно. Ако не, ќе си продолжиме нешто околу безбедноста. Значи, здравствено-хигиенски мерки е некоја трета мерка. Здравствено-хигиенски подразбира дека мора да си имате увид и во здравствената состојба, тоа е тој делот на здравствен дел, на тој што го обучувате, дали имале претходни какви здравствени капацитети се среќавате вие како обучувач на вашиот ученик, затоа што тоа може исто така да предизвика некоја несакана ситуација, претходна повреда, операција и така натаму, мора да го имате тоа како увид. А хигиенскиот дел пред се однесува на опрема, може би тука некој ви кажува одредени работи од другите предавачи, слушнавте многу за тој дел, но сепак некои вака фундаментални работи мора секогаш да си ги проверите и вие како инструктор при започнување дали е точно соодветно подесени, дали се кондори ски, дали се соодветни стапчиња, облека, ракавици, научари и сето останато што треба да го поседува еден скијач. Мора да се превземе и таква мерка за безбедност, затоа што се непријатно може да кажеме, имаме студенти на факултет што некогаш поради недоволна информираност, посебно почетниците, некои прават киксови во овој дел на соодветност во опремите кои што треба да се користат на планина. Значи, исправност на реквизити во тој контекст е и таа четвртата мерка на опремата и реквизитите сега што се користат. Ако ова е лична опрема на самиот вежбач, овдека се сите останати реквизити што ги користиме во тој процес во процесот на обучување. Сега ние користиме и одредени помошни средства, така наречени наставни средства. Ако кажеме дека користиме палки, користиме тестапчиња во некои случаеви, па најразлични можеме да користиме и топки, балони и останати средства, сето тоа мора да се предвиди точно и во кои фази и во кој степен на обука да се користи и која возрастна категорија, што и како од аспект да се заштити самиот изведувач на одредено движење, да се заштити од евентуална повреда. Во тој контекст, мислам, ова е исто така битно да се каже. Сега како нешто што полека се приближуваме до некој крај, како некои методи свака што се поврзани со скијањето, кои што сме ги провериле во пракса и кои што знаеме дека извонредно функционираат, а се некои како додатни на овие трите основни претходно што ги кажавме методи во процесот на обучување.
Можда да ви кажам вака, во некоја помлада школска возраст, на дечиња од некоја млада школска возраст, па и предшколска возраст, уште сега, почнуваат уште и во порани години да застануваат на ски, на бордови и така натаму. Сигурно некои пристапи од аспект на драматизации, значи имитации, игри и така натаму ќе ви бидат доминантни. Значи со таа млада школска возраст и предшколска возраст, тие некои дополнителни моменти во кои што ќе се обидувате да наоѓате приказни, да асоцирате нешто, да измислувате одредени ситуации во кои што ќе го влечете вниманието на самите изведувачи, секако ќе бидат доминантни. А сега нешто вака што и кај повозрастни ви одбрав да ви го презентирам, ќе го пуштим и тоа видео. Тоа е еден пристап на учење преку контрасти или contrastive learning, вака на англиски општо кажано, во кој што се доведува скијачот од една крајност во друга крајност во процес на обука, за да може да процени или да најде некоја средина, да процени сам дали или добро или недобро изведувам одреден сегмент од таа техника. Па еве тука интересно е ова видео, ќе си го погледате целосно дома, а сега вака кратко ќе го поминеме. Значи, од аспект на екстремно широко или екстремно тесно поставени ски, од аспект на премногу навалување напред, премногу тежина према врвови, премногу тежина према опашки на ски, од аспект на екстремно ниска и екстремно висока позиција на скијање, екстремно пренагласено оптеретување на надворешна, екстремно пренагласено оптеретување на внатрешна скија, преголема ротација, контраротација со труп и ротација со труп, и од аспект на инклинација или преголема инклинација во колкови, со цело тело и така натаму. Ќе го видиме сега кратко видеото. Сегменти, се надевам дека сега ќе биде окей. Ollaan niin leveässä asennossa, että saadaan vielä saman verran, että saadaan yhtä paljon kantilleen. Ja niin överileveässä kuin vaan. Yhtä paljon pitää saada kantilleen. Ja se on se asento. Ahdolla on aika leveä. Kyllä toi vielä saa askelta jalat yhteen. Toi on ihan hyväkin. Joo. Vaan jalat yhdessä. Näin. Ihan niin, ettei sieltä päivä paista läpi. Така, ќе го зауставам видеото, бидејќи сега 10 минути да изгубиме да ги разгледаме сите, ќе мислам, нема потреба, ќе си ги разгледате дома. Значи, тоа е поентата дека тој тип на учење преку контрасти, барем мене вака во некоја работа со моите ученици, моите студенти, кога обучуваме скијање, ни представува вака, имаме извонредни ефекти. Се надевам, може би на терена кога одиме, зимоска или некој следен период, нешто од ова ќе пробаме и на терен. Само малце да направиме апдейт. Значи, тоа е едниот тип, а другиот тип ви се вика учење преку аналогии или analogy learning, сега вака на англиски би го кажале. Значи, многу корисно е
преку некои интересни примери. Се не се тоа имитации, во таа млада школска возраст, кој што кажавме, преку имитации на некои животни, на некои предмети, на нешто што е предмет на интерес на самите деца, они ќе сакаат да имитираат одредени движења, а може и кај повозрастни се. Ја, например, кај студенти, у некоја фаза која треба да ги поставиме рацете пред нас, така натаму. Па некој пример, како аналогија, еве, што сум го сретнал негде, ми останал сеќавање, вика, као кога буткаш количка во градина, која буткаш пред себе, така некако пред себе да ги поставиш рацете во таа позиција. Нешто, сега некој вика, нешто што било негово, да речеме, од професионален аспект, нешто да му најдете на тој што е ученикот, па нешто да му поврзете со неговите сваќања од секојдневниот живот и така натаму. Некој бил бармен у кафич на Шанкреол, гајби, нели, тие пивски, па така некако, како ја држи гајба со 20 шишиња пред себе, така од прилика. Значи, во тој контекст, некои аналогии да се користат во зависност од возраста и од типот на ученик, исто така се многу ефикасни. Например, поврзаност со некои останати спортови, ако се работи за спортисти, во мојот случај, кај студенти кои што имаат афинитети од некои други спортови, си поврзуваме со одреден спорт, изведба и така натаму. Значи, тие два вака методи помошни или пристапи, ви ги одбрав за денеска да ви ги кажам. Значи, и ова нешто е сега за крајот, вака малце сликарство сега нешто ви стев, Мона Лиза, дека ако сакаме ние да ја нацртаме Мона Лиза, ние сакаме да станем Марсел Хиршер, да имаме техника као Шифрин во слалом. Значи, сега ние сликаме нивна пред нас. Сакаме да стигнеме до некое совршенство, да кажем, Мона Лиза. Да ја нацртаме Мона Лиза. И можеме генерално да кажеме, можеме тоа да го постигнеме на два начина. Едниот начин е да ставиме одредена шема, по која што сега ќе тргнеме во тој процес на цртање. И едниот дел е разглобена Мона Лиза на одредени делчиња и сега ние ќе се обидуваме да ја пресликаме, ќе ја направиме нешто слично, ова горнава слика на Мона Лиза. Ќе личи, ама не е тоа далеко од оригиналот, нешто е различно, затоа што тешко се стигнува до тоа совршенство. Тешко се стигнува до Шифрин, до Хиршер и до останатите. Затоа не можеме ние преку некој процес на обука кој што трае неколку дена, па нека трае и во години тоа, ако се собере, не може да се постигне, бидејќи тие поминале некој период на експертиза, на експертско скијање, кое што околностите ги довело до тој степен на совршенство. Боде Милер и Хиршер се родиле тамо во планините и од прво што со цуцлите кога проводеле и почнале да скијат на капи. И сега до тој степен е нивната умешност развиена, што тешко се стигнува преку некои шеми или некои пратење на некои вакви патишта до таквиот пристап или до таквиот начин на стекнување на некое совршенство, а другиот пристап е да му ставиме, да си земете пред вас една празна табла, ја имате Мона Лиза, ја знаете прилика како изгледа, и сега си ја цртате по собствена перцепција, по собствена визија, по собствена желба. Нема да биде нешто баш слично на оригиналот, но ќе ви биде баш симпатична, ќе се на некој начин експонира вашата желба, вашето, да кажеме, тоа што го носите во себе, вашата моторика, вашата антрополошка карактеристика, вашите можности. Не можеме сите да бидеме, значи,
Хиршер, не можеме сите да бидеме Шифрин, нити па тие што вие ќе ги обучувате, сите сакаат да постигнат некој степен на совршенство во кој што сите ќе бидат врвни скијачи и така. Некој дошол во тој процес на учење на скијање чисто да се забавува, да му представува тоа, да речеме, искуство, едно задоволство преку кое што ќе се стекне другари, ќе се запознае, ќе се социализира и така натаму, а уз тоа ќе учи нешто и од техники и така натаму и ќе се прилагоди спрема индивидуалните можности на секој тој процес на учење. Тоа вака нешто ви го одбрав како нешто што би требало секогаш да си го имаме пред нас, затоа што не се сите што се влюбеници во скијањето со афинитет да бидат врвни скијачи и да бидат такмичари и така натаму. И за крај еве една терминологија која што еве во последно време се експонира многу во тие меѓународни рамки на едукацијата, во кои што веќе викаат дека се потенцира дека еден наставник или обучувач, или учител, или инструктор, јас тоа на минатите предавања и овака ви го објаснив, дека ученикот е тој што е центар во процесот на учење, учителот е тој кој што на некој начин треба да ги створи условите во кои што ученикот ќе научи. Не треба сега да се доведеме во ситуација, и вие да се доведете во ситуација како инструктори, да го свати ученикот ова дека јас сум центар по процес на учење, па сега ја имам доминантно место. Нема никој доминантно место во тој процес на учење. Тие се наоѓаат во едно рамниште. Централно место е ученикот за тоа што тој учи, а обучувачот, односно инструкторот, е тој кој што треба да створи такви соодветни, квалитетни околности во кои што тој процес на учење ќе се случи негде во средина. И затоа се поактуализирана е таа некоја терминологија на learning facilitator, така на англиски би го кажале. Сега тоа лесно очекува како да преведуваме, но не, обезбедувач на околности во кои што процесот на учење ќе се случи. И тоа сето да биде преку користење на сите овие алатки кои што претходно ги кажавме, да има и забава и безбедност, нормално како нешто така сублимирано, а и нормално преку примера на такви методи, принципи, за кои што можеме уште многу да зборување, ама еве тоа ни е предвидено за овој пат, тука јас би завршил. Ете, тоа е, мислам, и еве го завршувам со предавањето. Ви благодарам. Сега би сакал некои коментари од ваша страна, некоја дискусија, ако сакате да подискутираме, да прашате слободно. Ако не се јавува никој, јас ќе сакам да споделам и да дам еден фидбек за ово предавање, дека стварно уживав, како во еден добар филм или во една добра песна. Повеќе пати ве слушам, професоре, и стварно ми е задоволство што секој пат нареден, секој следен пат кога ве слушам, можам да дофатам и да пофатам повеќе од деталите кои што ги кажувате. Тоа ми представува стварно задоволство затоа што уживам во овој процес. Значи, со секое следно повторување, со секое следно размислување на оваа тема, околу учењето на скијањето, можам да фатам и да пофатам се повеќе и повеќе детали. Така истото и во пракса, што повеќе, барем за себе мислам дека имам доста пракса, што повеќе сме во таа приказка, некако стануваме се посвесни за целата содржина и за целиот процес. Како на, не знам, некоја песна која што ќе слушате по повеќе пати, па не знам, се внесувате во делови од текстот, па посебен дел на текстот ќе ве заинтересира, или како во игрица некоја што ќе играте на наједноставно и на телефон, па првите обиди се така понеуспешни, потоа достигнувате повисоки нива.
На крај сакам стварно да ви се заблагодарам и да ви кажам дека и јас од ова ваша денешна презентација и предавање стварно